Почитувани колеги пратеници и пратенички, предлог буџетот за 2022 година е развоен и е со акцент за зголемување на капиталните расходи. Намалени се непродуктивните трошоци, а секако е планирано и редовното исплаќање на платите, пензиите и социјалните трансфери, со предвидено зголемување на платите во одредени сектори, како што се здравство, дел од образованието, културата, судството и јавно обвинителство. Овој предлог буџет е креиран врз основа на очекувањата за економските движења на глобално ниво, кога се очекува дека нареднава година треба да се вратат стапките на раст од предкризниот период. Растот на глобалната економија за 2022 година се очекува да изнесува 4,9% согласно октомвриските проекции на Меѓународниот монетарен фонд, а за Европската Унија е проектирана стапка на раст од 4,4%. Целите на овој предлог буџет се заштита на здравјето на граѓаните, значи економско заздравување и раст секако на економијата, и фискална одржливост и непречено финансирање на основните функции на државата. Зголемените капитални инвестиции представуваат главни елементи за поддршка на макроекономска стабилност, забрзување на економскиот раст, а со тоа и зајакнување на потенцијалот за раст на домашната економија воопшто. Планираната консолидација опфаќа три аспекти. Тоа е подобрување на наплатата на буџетските приходи преку мерки за намалување на сивата економија и мерки за спречување на корупцијата, намалување и реструктурирање на буџетските расходи преку кратење на неприоритетни и несуштински трошоци и поголема поддршка на приватниот сектор, проширување на портфолиото на производи, ресурси или инвестиции со цел намалување на ризикот на изворите на финансирање, но секако и реализација на проекти преку јавни-приватни партнерства и мобилизирање на приватниот капитал, а тоа секако според планот за забрзан економски раст. Предложениот буџет за 2022 година има развојна компонента. Капиталните расходи ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит, односно ќе се позајмува само за финансирање на инвестицијските проекти. Реализацијата на буџетот ќе се раководи според принцип вредност на вложените пари, односно ќе се внимава парите да се искористат таму каде што ќе има најголеми ефекти во остварување на целите, а тоа е секако на подобрувањето на животот на граѓаните. За ефикасно намалување на дефицитот потребна е комбинација на одредени мерки и на едната и на другата страна, односно и на приходната и на расходната. Креирањето на фискалната политика е преточена во план кој што е усвоен од страна на владата и има за цел обезбедување на одржливост на јавните финансии со истовремено поттикнување на економскиот раст. Планот за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст е заснован врз фискална консолидација преку утврдување на мерки за рационализација по одредени категории на расходи, активности и преземање на мерки за подобрување на ефикасноста и ефективноста на системот за наплата на јавните приходи, кои што ќе обезбедат поголема наплата и подобрување на приходната страна на буџетот. Постојаност, односно конзистентност на политиките во процесот на буџетското планирање преку целосна поврзаност на буџетското планирање со програмата на економските реформи и развој, многу важен, на повеќе годишни индикатори кои што ќе мерат успешноста на реализацијата на политиките во буџетот. Во таа насока ќе се преземат активности за континуирано подобрување на системот за планирање на буџетот, подобра контрола на трошоците и превземање на сериозни мерки, и тоа мерки на расходната страна, мерки на приходната страна и мерки кои што воопшто се поврзани со финансирањето. Главните цели на политиката за намалување на тековните расходи
се зголемување на ефикасноста на работењето на јавната администрација секако, поефикасно користење на ресурсите за работа преку подобро планирање и реализација на оперативните расходи, намалување на несуштинските расходи и воведување стандарди во трошењето на парите. Поквалитетни услуги во децентрализираните надлежности на општините преку редефинирање на критериумите за распределба на средствата и поефикасно и наменско користење на средствата. Поефикасно и таргетирано користење на средствата за субвенции и трансфери. Намалување на сиромаштијата преку правилно користење на социјалната помош и поголемо учество на пазарот на трудот. За подобрување на структурата и реализацијата на капиталните расходи, главната цел е зголемување на потенцијалот за раст на домашната економија, да се зголеми конкурентноста, привлекување и поттикнување на инвестиции преку зголемување на нивото на капиталните расходи. Главните политики се оптимизација на даночниот систем и намалување на неформалната економија. Оптимизацијата на даночниот систем има за цел да обезбеди праведен, ефикасен и транспарентен даночен систем, кој што треба да се темели на современи технологии во оданочувањето. За намалувањето на неформалната економија, секако дополнителни мерки насочени кон уште подобро детектирање на сивата економија, ефикасни инспекцијски служби и јакнење секако на свеста за неформалната економија. Главната цел на мерките, поврзани со намалувањето на неформалната економија, е воспоставување на фер и лојална конкуренција помеѓу сите учесници во прометот, во финансиите, во општеството, што значи зголемени буџетски приходи, односно соодветна конкурентност и понатамошен економски развој. Поврзаноста на инфраструктурните проекти со конкретни реформи е услов за користење на европските фондови од инструментите кои што се достапни во контекст на економскиот инвестициски план на Европската Унија за земјите на Западен Балкан, и овој план содржи инвестициски пакет за земјите во регионот за периодот до 2027 година и користењето на овој пакет бара силна посветеност за спроведување на реформите. Мерките кои институциите ги имаат или сакаат да ги вклучат во оваа програма треба да влијаат на зголемување на конкурентноста, на растот на економијата, креирање на работни места. Согласно тоа, за изработка на програмата за секоја мерка ќе треба да се прикажат кои се трошоците, кои се изворите на финансирање, конкретните активности за спроведување на мерката, индикатори за мерење дали е тоа успешно или не и нејзиното влијание секако врз животна средина, врз конкурентност, врз работување и така натаму. Со цел подобрување на економското управување и обезбедување усогласеност на сите овие економски политики на ниво на државата, особено треба да се води и се води сметка за конкретно поврзување на програмите во стратешкиот и буџетскиот план на институциите со реформските мерки кои што се предвидуваат во програмата за економски реформи. Планот за забрзан раст, кој што е до периодот до 2026 година, е една општа рамка која ги зема предвид сите елементи кои што можат да придонесат за раст на среднорочна основа. Тој има за цел да го финансира закрепнувањето на економијата, погодена од COVID-19, и да поддржи секако забрзан раст во одржувањето и мобилизирањето на капиталот од приватниот сектор, како дополнување на средства од буџетот. Овој план треба да игра главна улога за растот на економијата и создавање на поголем број работни места, и крајната цел секако е зголемување на инвестициите, односно поефикасно искористување на јавно финансираните инвестиции, кои што во следните 5 години преку мобилизирање ќе доведат и дополнителни средства од приватниот сектор. Зголемување на стапките на среднорочен економски раст до 5% и обезбедување на фискална консолидација преку намалување на јавниот долг, кој секако треба да биде под 60%. Со планот се предлагаат и иновативни начини за финансирање на инвестициите,
со користење на сите расположиви средства понудени од официјалните кредитори и користење на сите можности за мобилизација на приватните инвестиции. Рамката предвидува алтернативни извори на финансирање со цел обезбедување поголема поддршка на приватниот сектор, поддршка на иновациите и јакнење на конкурентноста. Со планот, покрај буџетските средства, предвидено и финансирање преку други инструменти, како што постои гарантната шема, Фонд за енергетска ефикасност, Фонд за локален и економски развој, регионален развој, се извинувам, и така натаму и така натаму. Планот за забрзан економски раст предвидува зајакнување на институционалните капацитети во управувањето со проектите на национално ниво, од идентификација на проекти кои ќе бидат во единствена листа на проекти во рамките на тој инвестициски комитет, приоритет во рамките на сите тела кои што ќе бидат ангажирани, подобрена реализација преку единиците, контролен механизам, техничка поддршка, мониторинг, оценка, која што треба да даде многу побрзи резултати од сето тоа што било планирано. Во насока на обезбедување на одржлив раст, согласно приоритетите од програмата, во периодот до 2026 година како една општа рамка, се фокусира на имплементација на капиталните инфраструктурни проекти и во патната и железничката инфраструктура, енергетската и комуналната, и секако капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот и социјалниот систем, не помалку важни, односно најважни, земјоделство, заштита на животна средина. Поточно, во овој период, во оваа општа рамка, се планираат капитални проекти кои што треба да бидат во износ од 4 милиарди евра, финансирани од буџетски средства, од донации, односно преку ИПА фондовите и со средства од меѓународни финансиски институции. Во делот на патната инфраструктура со кредитни средства предвидено е изградбата на автопатските делници, подобрување на патната инфраструктура преку општините преку проектот за локални патишта, финансирање преку програмата за национални патишта, проект за олеснување на трговијата и транспорт со Западен Балкан и така натаму. Во делот на железничка инфраструктура планирано е финансирањето на трите фази од изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга према Бугарија и отпочнување на проектот за изградба на железничката пруга кон границата со Албанија. Во областа на гасификација предвидено изградбата на магистрални гасоводи, изградбата на интерконективен гасовод меѓу нашата држава и Косово и изградба на гасоводот помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција. Како позначајни проекти кои се планирани да се реализираат во овој период од областа на комуналната инфраструктура, тоа се првата и втората фаза на проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води во општините во државата. Како големи капитални проекти во областа на земјоделието се програмата за наводнување и проектот за модернизација на земјоделие. Во областа на животната средина, значаен капитален проект е изградбата на прочистителната станица за отпадни води во Скопје, како и станиците за цврст отпад според планските региони. Во делот на здравството, капитални проекти за изградба на клиничкиот центар во Скопје, како и проектот за ипно справување со последиците од COVID-19. Во делот на образованието, социјалната заштита и правосудството е предвидено да се финансираат проектите за изградба и реконструкција на училиштата, сали спортски, проект за унапредување на социјалните услуги, проект за администрирање на социјалното осигурување, проект за унапредување на основното образование и други. Во делот на општинската инфраструктура се финансираат два големи проекти, проект за подобрување на општинските услуги и проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Во енергетската инфраструктура, проекти кои се предвидени да се финансираат се проектите кои ги имплементираат АДСМ и МЕПСО, ветерниот парк Богданци фаза 2, топлификација Битола, ветерниот парк Миравци, проектот за чистење на Линданот од Охис, проект фотонапонски електрани Осломеј 2 и фотонапонската електрана во кругот на Битола, рек Битола. Во насока на реформи во јавните финансии, зајакнување на процесот на планирање и извршување на буџетот, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и секако транспарентност во известувањето треба да се реализира
проект за воведување на интегриран информацијски систем за управувањето со јавните финансии. Врз основа на спроведената проценка на управувањето со јавните инвестиции од страна на ММФ во 2020 година по предлог на Министерството за финансии, владата во декември 2020 година донесе акциски план за спроведување на препораките за управувањето со јавните инвестиции, кој предвидува мерки за надминување на сите слабости во системот на управување со јавните инвестиции. Реформите кои постепено се воведуваат се во насока на подобрување на планирањето и спроведувањето на јавните инфраструктурни проекти, што ќе придонесе кон подобрување на сеопфатноста на буџетската документација со цел таа да ги вклучува сите јавни расходи за капитални инвестиции и комплетните информации за финансиските потреби на тековни или идни проекти, воведување на надзор, односно следење и управување со целосниот ризик за реализацијата на истите. Министерството за финансии во изминатиот период активно работеше на реформа за унапредување на фискалната децентрализација, која нуди системско решение за стабилни финансии на општините, кои се предуслов за одговорни општини и испорака на квалитетни и ефикасни услуги кон граѓаните. Реформата се состои од неколку столба, тоа е зголемување на фискалниот капацитет на општините, зголемување на финансиската дисциплина, зголемена транспарентност и отчетност, и со оваа реформа да напоменеме дека се доделуваат повеќе средства во општините, а тоа се постигнува со зголемување на сегашните 3% предвидени приходи за општините од данокот на личен доход на 6% и стапката на дотација од ДДВ од 4,5% сегашни на 6% со постепено зголемување до 2024 година. И со ова зајакнување на фискалната одговорност на општините ќе се зголеми и нивната транспарентност. Министерството за финансии, како најодговорно за менаџирање и водење на финансиите во државата, продолжува со активностите за подобрување на транспарентноста во управувањето, особено со јавните финансии, секако. На својата интернет страница воведе фискален бројач, каде што се објавуваат дневни податоци за реализација на буџетски приходи, расходи, процент на нивна реализација, континуирано обезбедува на јавноста увид во податоците и сето тоа со цел дека треба да се продолжи со таа иста определба за спроведување на дисциплинирана буџетска потрошувачка со акцент на рестрикција и контрола на помалку продуктивните трошоци за сметка на зголемување на инвестициските вложувања. Утврдените основи на фискалната политика во наредниот период предвидено е да обезбедат етапна фискална консолидација со постепено намалување на нивото на дефицитот, а при тоа да се поддржи економскиот раст и развој согласно поставените цели на овој предлог буџет и остварување на приоритетите и политиките за подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. Благодарам.